Од 1 август стапува на сила Законот за општа управна постапка. Со овој закон се регулира начинот на работа на институциите во случај на обезбедување на различен вид на документација потребна на граѓаните. Законот предвидува во иднина за остварување на одреден вид право, потребната документација да ја обезбеди самата институција по електронски пат наместо граѓаните. Новините пред општинската администрација во Велес денеска ги презентираше министерката за информатичко општество и администрација Марта Арсовска-Томовска. Нема да обезбедуваат докази и документи со кои што се барани во постапката. Туку институциите меѓу себе ќе ја направат таа размена на докази и документи. Значи се обраќаат со барање, институциите за оние документи кои што ги имаат во својата евиденција, на централно и на локално ниво ги разменуваат меѓу себе, а оние документи кои што институциите не ги поседуваат во евиденција, како што се некакви лични документи, лекарски оверенија, елаборати, купопродажни договори и така натаму, ќе треба граѓанинот, односно странката или компанијата сам да си ги донесе. И самата наплата за обезбедување на документацијата ќе се врши само на едно место. Со тоа ќе се олесни процедурата и во иднина нема да има потреба граѓаните со секој документ по неколку институции. Институциите пак во периодот од донесувањето до имплементацијата се подготвуваат за реализација на законот и се изврши негово согласување со сите материјални закони. Се направија подготовки во смисла на поврзување на системите на институциите. Голем дел од институциите имаат информатички системи кои што се меѓусебно поврзани преку еден проект кој што се вика интероперабилност, кои што комуницираат директно од систем на систем, па нема потреба ни барање некое специјално хартиено да се праќа и да се врати назад одговорот. Тука едноставно податоците се разменуваат онлайн. Градоначалникот Чадија вели дека општинската администрација континуирано работи на скратување на времето и средствата кои граѓаните треба да ги издвојат за да ги остварат своите права. Ние се подготвувавме токму за ова што следи. Значи имаме веќе пракса еден вид во еден таков систем на работење, тоа е електронското издавање на дозволи за градење. Значи слични се системите, ние сме подготвени се оно што ќе се бара на ниво на локална самоуправа, вклучувајќи ги тука училиштата, токму затоа се тука и директорите на сите институции под локална самоуправа. Законот кој започнува да се применува од 1 август е донесен во јули минатата година.